Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. На 12 април донесов одлука за помилување, ослободување од гонење без проведување на постапка за поголем број лица согласно Уставот и Законот за помилување. Одлука за која како тогаш, така и сега, сметам дека е донесов исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија. Многумина, за жал, не ја разбра ова идеја или можеби не сакаа да ја разберат. Дебатите и во домашната и во меѓународната јавност отидоа во друг правец. Бев обвинуван дека сум сакал да ги заштитам политичарите, дека сум креирал селективна правда, дека политичарите се над законите. Најсовесно изјавувам дека немав таква намера. За разлика од 12 април, денес имаме нова реалност во Македонија. Во услови на надворешни закани и безбедносни ризици, имаме функционални институции кои можат да се справат со предизвиците од мигрантската криза, особено во пресред на најавите за нов бран на бегалци и мигранти. Почитувани сограѓани, денес донесов одлука да поништам дел од одлуките и безпомилуваните лица да го побараат тоа од мене. Во согласност со Законот за дополнување на Законот за помилување, донесов одлука за поништување на одлуките за помилување, ослободување од гонење без проведување на постапка за сите политички експонирани лица или вкупно 22. Сите други лица, согласно законските измени, имат можност да поднесат лични барања за поништување на нивните одлуки за помилување. Не сакам веќе никој да има сомнеш. Ниту еден политичар не е над законот. Ниту еден политичар не е недопирлив. Напротив, секој ќе одговара за своите постапки. Сакам да потенцирам дека искрено верував и се уште верувам дека одлуката за помилување беше најдобрата можност за излез од политичката криза. Убеден сум дека без враќање на меѓусебната доверба и без помирување, во која било форма, ова криза ќе трае уште долго. Што не е од интерес ниту за граѓаните, ниту за државата. Сакам да порачам дека како и досега, така и во иднина, секогаш сум подготвен да помагнам за надминување на кризата. Ви благодарам.